Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу и секој ден готвам со цело задоволство за вас. На денешното мени имаме две интересни работи. Растителен тартар од печурки и имаме полнети тиквички со киноа. Гледајте не за тоа што веднаш почнува. Драги мои, денеска ќе направам многу интересни две јадења. Двете може да бидат и топли и ладни. Тиквицата може да испечеме, после да наполниме со киноа. 100 грама киноа додаваме во 250 милилитри вода што врие и ја оставаме убаво да се свари и да упие водата. Во другото тавче ќе исецкам младо кромитче и ќе ставам да се пржи, меѓутоа пред да почнам, да што правиме? Ја сечеме на половина. Рерната ми е уклучена на 250 целзиусови степени. Со едно мало лажиче ја вдлабнуваме тиквичката, всушност оној дел каде што се наоѓаат семките. Меѓутоа, мораме да внимаваме кога ќе ја вдлабнуваме, да оставиме малце од страната за да има каде да ставиме од мастрафот, а и кога ќе се испечат, тиквичката мора да биде цела. Значи, извадете го само семето и треба ова да го добиете. Повторете го истото со сите тиквички, меѓутоа не брзајте, внимателно, не стегајте многу, затоа што може неправилно да ја обработите и тогаш нема да биде добро. Еве, одлично. Кај што има семки, само таму отстранете го тој дел од тиквицата. Некој овој дел од семето го користат, или велат дека ништо не се фрла, ама јас баш и многу не го сакам тој дел, затоа ќе го отстранам. Тиквиците само ќе ги посолам, ќе ги намастам и ќе ги ставам да се печат. Сега, кога треба да ги печеме тиквиците, внимавајте, не треба да бидат печени како модриот домат, затоа што они имаат многу поедноставна структура од него, значи треба само да омекнат. Не треба да фатат златна боја. Одлично, сега за сега сме супер. Сега само ќе ги посолам. Одлично, и ќе ги ставам да се потпечат. По малце масло на сите и со четка ќе ги размачкам. Многу нежно. Маслото е најдобар спроводник на енергија, затоа ни е потребно, меѓутоа неколку капки се сосема доволно. Супер. Сега ќе ги однесам да се печат, а јас за тоа време ќе продолжам да правам се останато. Кога ќе помислам на пролет, веднаш ми текнува на млад кромит, затоа што многу го сакам. Дури сакам додека јадам да си мацнам малце во сол и да си каснам со секој залак или пак мимоза салата, за мерак. Или пржени перца од младо кромитче со јајца. Многу стар македонски традиционален рецепт, меѓутоа и денеска кога ќе го направам, буквално дома прсти лижиме. Нашата традиција е навистина многу добра. Овие состојки како киноа, како просо и така натаму, во изминативе 10 години почнаа да стануваат актуелни. Јас едно време мислев дека ние не можеме тоа да го јадеме. Меѓутоа испадна дека можеме, затоа што и киноата, и чијата, и просото, све си има свое. Без разлика што не сме научени на таква храна, може да ја конзумираме, меѓутоа не многу често, затоа што не е убаво секој ден да јадеме просо. Мораме да менуваме и секојдневно да имаме разна исхрана со разни типови на продукти. Чијата одлично се вари. Сега овде ќе додадам малце брилијант. И поздрав до нашите пријатели од Витаминка. Одлична температура. Ќе ја намалиме малце, тоа што не сакам кромидот да карамелизира. Додека кромидот убаво си се пржи, јас ќе сецкам суви домати.
супер убав мирис. Ќе ги додадам сувите домати. Црвена пиперка. Сосема доволно. Сега ќе зачинам со сол и со црн пипер. И ќе испржам уште многу кратко. Че ова е основата, каде што ќе ја додадам киноата и со оваа смеса ќе ги наполнам испечените тиквици. Пред да трнам смесата на страна, имам тука и капари и користам од време на време. Тоа е медитеранска грмушка. Капарите се незиниот плод и имаат кисело-горчлив вкус. Убавина. Одлично. Сега ќе трнам на страна. Другото тапче ќе го ставам на оган. Ајде да ставиме масло да се загрее. И црвен кромит ќе исечам многу ситно. Сега кромитот ќе го ставам да се пржи, а јас ќе земам норенде и на него ќе ги изрендам печурките додека кромитот си се пржи. Видете колку се убави шампиньоните вака изрендани. Сега ќе ги ставиме сите во кромидот. Веднаш ќе посолам. Малце бивер. И сега буковката, бидејќи не можам да ја рендам, многу ситно ќе ја исецкам. Одлично. И сега ќе почекаме малце да си се испржи тоа убаво, да го намали волуменот, после ќе ви кажам што ќе правите. А сега ќе додадам и малце искршени лешници внатре за уште подобра структура. Со ножот стиснете ги вака и ако се добро испечени, веднаш ќе пукнат и ќе го добиете ова. Значи, неравномерни парчиња кои кога ќе јадеме ќе се почувствуваат, верувате. Еве, киноата е готова. И ќе ја измешам со претходно спремениот мастрав за тиквичките. Едноставно, лесно и многу вкусно. Сите состојки што ги стави внатре се навистина состојки кои ги познаваме и
сакаме да ги јадеме. Тоа е најважното. Немојте никогаш да готвите храна со продукти или производи кои не знаете каков вкус имаат или не сакате да ги јадете. Џабе ќе биде трудот, затоа што најважен е вкусот кога готвиме. Затоа секогаш избалансирано. Додајте малку од зачините, пробајте. Ако не е доволно, додадете. Значи само полека со многу позитивна енергија и верувајте, мислите на луѓето што ќе ја јадат вашата храна. Тогаш секако ќе дадете се од себе и храната ќе испадне навистина многу вкусна. Еве килешниците. Ова е убаво. Печурките ја испуштија водата и испари и сега ќе додадеме соја сос и ќе додадеме густ балзамиран крем, мала киселост. Во изминативе 10 години многу светски познати готвачи, како Рене Реджепи од Нома, од Копенхаген, кој за жал пред некој ден објави дека ќе се откаже од Нома, бидејќи бара многу работа, многу луѓе, многу стрес и така натаму. Тоа е многу тешка работа, посебно во такви ресторани кои се единствени во светот, а Нома 5 пати поред беше прогласувана за најдобар ресторан на светот. Што се случува таму? Таму Рене Реджепи, кој има потекло од Македонија, од село на Шар планина, тоест татко му, ги ферментира сите билки, сите зеленчуци и така натаму, и тоа е процес кој трае. Меѓутоа, со ферментацијата се добива не само киселост, него се добива една сосема друга структура на сите тие билки, зеленчуци и така натаму. И во светот на гастрономијата се навистина многу почитувани, посебно печурките кои полека ферментираат и добиваат таква интересна киселост. Многу Мишелин звезди тоа го применуваат, ресторани низ светот и навистина е за пофалба за тоа што со ферментацијата продуктите, живите продукти добиваат сосема друга димензија и вкус. Уште малце сега ова и ќе биде готово, а додека тоа биде готово, јас прво ќе исецкам цвекло, кој ќе биде главно за сервисот. Секогаш кога работам со цвекло, скоро секогаш, се обидувам да носам ракавици, затоа што цвеклото знае нели многу да ја обои кожата. Ова многу добро мириса. Се допаѓа. На тенкиот дел на мандолината ќе исецкаме одлично. Цвеклото ќе биде подлога. Супер. Ќе земам еден округол тањер и ќе наредам цвекло во круг. Нема да биде рамно, сакам да биде рустично. И уште нешто да кажам за ферментацијата. Значи, пред 10 години тоа стана актуелно во светот, а како споредба овде кај нас во Македонија, од секогаш се ферментирале зеленчуци во есента за да ги имаме целата зима. И навистина, баш според тоа знаеме дека и се менува вкусот, структурата останува иста, меѓутоа вкусот се менува. Така да, можеме и ние многу да направиме со нашата традиција ако вистински почнеме да ја почитуваме и да правиме се што правеле нашите предци, само нели нормално, со сето тоа да биде и помодерно, со нови техники на обработка, нови апарати, така натаму. Ова е сосема доволно. Мене веќе не ми требаат ракавиците. Сега ќе исецкам малку нане. Секаде. Црвена печена пиперка. Ќе сечам ленти и ќе ги ставам
додадам малце од семките од синап. Една голема лажица е доволно за еден оброк. Меѓутоа не заборавајте да пиете многу вода ако јадете вакви семиња, затоа што имаат многу растителни влакна кои место да помогнат можат да одмогнат поради тоа што можат да се стегнат. Ајде сега да земам еден калап. И полека ќе додадеме од печурките со соја сос и кромит. И секако мала киселост од балзамираниот густ крем. Сосема е доволно, мислам, ова. Стиснете, меѓутоа не е многу силно. Одлично. Сега ова ќе го извадиме. Одозгора ќе додадам уште малце од пеперките. Малку свежо нане. Ова е првото пред јадење, драги мои. Сега, ова е второто. Прво ќе ставам малце во чинијата. Нека има. Ете така. И сега полека ќе ги полнам и тиквичките. Ставиме малце од леблебијата, тоест од наутот, ќе напунам уште една и ќе биде сосема доволно за сервис. Одлично ми се допаѓа. Кисецка малце Макдонос. И на крај ќе украсам со неколку капари. Тоа е тоа, драги мои. Се надевам дека ви се допадна и денеска тоа што го направив за вас и за нас овде, нели, за мене и за мојата екипа во студиото. И уживајте додека готвите, за тоа што храната на вистина е среќа. И додека готвиме, а секако и додека ја јадеме. Растителен тартар од печурки и тиквички полнети со киноа и зеленчук. Едноставно, лесно, вкусно, посно, вегетаријанско, веганско, едноставно за сите оние кои сакаат многу здраво да се хранат. Вкусот навистина ме воодушеви, се надевам дека ќе ве воодушеви и вас, затоа почнете да готвите. Уживајте
и бидете срекни. А ако нешто ви недостига, посетете ја нашата веб продавница 4сезони.mk и одберете се што ви недостига дома. Да ги поздравам и моите пријатели од Специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова и секако да ве поздравам вас, драги мои, и да ви посакам убава и пријатна вечер.